Не за спојување на наставните предмети, да за почитување на колективните договори, бара Независниот синдикат на образование и наука. На денот на сесловенските просветители Кирил и Методи одржаа протест на кој гласно ги кажаа своите барања, а за кој утрово ние разговараме токму со председателот на синдикатот Томислав Гиевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Протестот, велите, е резултат на недостаток на социјален диалог, погазување на работничките права, достоинството на просветните работници и непочитувањето на законите и колективните договори. Да. Најголемиот проблем се состои во тоа што веќе подолг временски период недостасува социјален диалог во секторот образование. Јас сум повеќе од свесен дека сите оние работи кои што ги наметнуваме како тема, некои се поново настанати, некои се со години настанати, но мора да се започне со нивно решавање. До сега представниците на Министерството за образование и наука ни воочија дека немаат интерес да започнат со решавање на проблемите и имаат некоја слична пракса на работа како и нивните претходници. Темата на протестот беше не за спојување на наставните предмети, да за почитување на колективните договори. Она големо не е затоа што моментално се она што можеме да го видиме, се она што се најавува е неприфатливо, односно е штетно за угледот и честа на просветните работници, но може да предизвика и до загрозување на голем дел од работните места. Проблемот со спојувањето на наставните предмети, бидејќи веќе е започнато тоа во пето оделение, може јавноста е сигурно запознаена сите оние што имаат деца во пето оделение, таму предметот природни науки, кој што е составен на, да кажеме, неколку модули или компоненти на географија, физика, хемија и биологија, каде што има дисциплини кои што се учат на 4 различни факултети, ставени се во еден предмет и таму ги предава буквално на кого му се падне според распоред. Значи во една школа географот ги предава природни науки во пето оделение, во друго училиште физичар, во трето училиште хемичар, во сосема некој различно училиште биолог и сите предаваат исти наставни дисциплини, а сите имаат учено различен факултет. И сега, например, во пето оделение по програмата за природни науки има континенти. Сега географот многу лесно може да се снајде за континенти за тој што учил, ама биологот тоа му представува проблем. Па ако отидеме понатаму во текот на годината како се учат нови теми, има дисциплини кои што се од биологија, например, за растенија, за органи, каде што на биологот па ќе му бидат многу лесни, па географот не го учил тоа. Значи да не должам, едноставно секој учел она што го влечел, она што го сакал, она што го исполнувал и секој сака да биде професионален на она поле на кое што и се посветил во животот. Една недела помина од протестот, има ли слух, има ли некаква реакција, одговор од некого, надлежниот министер, ресорниот, дали реагираше? Дали имавте средба со некого? Средба со министерот за образование и наука немавме, поднос на нашите барања, но ние многу поголема гласна порака испраќаме до колегите работници, до нашите колеги кои што во наставничките канцеларии тивко го зборуваат ова, кои што на социјалните мрежи ни испраќаат пораки дека не се задоволни. Ние пробуваме со ова да го победиме стравот кај просветните работници. Што верувајте е огромен страв и постои една невидена состојба каде што просветните работници покрај тоа што имаат огромен гнев се плашат да го искажат незадоволството. И сега таа порака ние испраќаме, ги поместуваме границите дека нема нешто што не е возможно и дека просветните работници во секоја држава се организираат, па така да и во нашата држава мора да се организираат. И пораката е повеќе испратена до нашите колеги, тие се охрабруваат и голем дел пристапуваат, а министерот ќе мора да најде начин да се соочи со проблемите, затоа што во многу брзо време уште поголема бројка ќе му се собере пред неговата канцеларија. Но господин Гиевски, крајот на учебната година го имаме за неколку денови, 2,5 месеци го не делат од почетокот еве на новата. Тоа треба, претпоставувам се, да се организира. Не сакаме да почнеме уште една учебна година со хаос во образовниот систем. Хаосот во образовниот систем постои многу години наназад, но ова ќе направи дополнителен. Наместо да го средуваат, они создаваат нови компоненти кои што предизвикуваат уште поголем хаос. Ние како независен синдикат за образование и наука, че најавивме во текот на годината, најавивме пред колегите на протестот, најавивме во сите синдикални средби дека ова лето ќе работиме засилено со екипирање, со создавање на синдикални организации, синдикални поддружници во што повеќе градови, односно секаде каде што сме поканати, повикани, и акумулираме сила и ќе ги искористиме механизмите да го спречиме ова со штрајк, со прекин на воспитно-образовниот процес, бидејќи ова нема крај.
Суштината на сите промени кои се прават во образовниот процес е да се направи поквалитетно, да се добие поквалитетно образование за учениците. Една загрижувачка информација која што излезе минатата недела од последно истражување дека да речеме четврто од деленците од Македонија се под светскиот просек во читање. И сега ако ова да речеме не е доволно загрижувачки, треба ли да биде загрижувачки што ќе се случува со учениците и каков квалитетно образование ќе добиваат доколку се спроведе оваа идеја во пракса, како што велите да предавар, кој професор му падне? Значи, квалитетот на воспитно-образовниот процес ќе продолжи постојано да тонесе додека не се почитуваат работничките права, односно се погазува угледот и честа на просветните работници. Прост пример да земеме, значи било која професија, ако на работното место му се погазува интегритет, не му се почитуваат правата, се користат секакви механизми на реперкусии, тогаш тој работник не може да биде продуктивен. Колку и да биде посветен на работата, истиот не може да биде продуктивен. Тоа се случува во секторот образование. Јас сум во секоја прилика користам да напоменам дека колективниот договор не се почитува многу наврати, дотоците не се исплаќаат, се прават постојано доцни платата, односно не се исплаќа во законски предвидениот рок, буквално посетните работници може да бидат оставени кога ќе има пари. Некој пати се случувало размак да има две плати да се пуштат за една недела, што е критично бидејќи се загрозува социјалниот мир на просветните работници. И најголемиот проблем е формулацијата на минималната плата, бидејќи јавноста мора да знае дека најниска плата за најнизок степен на сложеност образование е 12.000 денари и покрај тоа што во државата е 20.175 денари. Значи се изигрува да секако вид начин законите за да се намали од буџетот во делот на, еве да кажеме, достоинствено вреднување на трудот на просветните работници. Имаме и засилени механизми на присилба, каде што е сега имавме претходната сабота задолжение на голем број колеги беа присилени в сабота да идат на работа без да им биде тоа платено или на многу мал процент да им биде платено од школската каса. Значи сите со систем на притисок, ќе да избркаме од работа, ќе те казниме, сега ако не потпишеш сам да си потпише работникот решение дека ќе дојде в сабота да биде тестатор, и са сите знаеме дека во било која сфера, во јавниот сектор, ако работиш преку времено, тоа ти е платено. Може би не било сегнено преку нашата конфедерација, преку тужби, преку активности сме успеале тоа да го регулираме. Во секторот образование буквално тоа е ставено под тепих и се иде на присилба да им се даде на работниците изјава, кај што своеволно под притисок ја потпишат и да дојдат утре ден во сабота, и тоа преку државниот испитен центар кој воопшто не е ни работодавач на просветните работници. Све е искривено некако поставено работите и ние ги средуваме тие работи. Драго ми е што голем дел од колегите се охрабруваат, поготово ние наши членови што се охрабруваат и се спротивуваат, не ги потпишуваат тие изјави, не можат други механизми да им направат. Во меѓувреме имаме неверојатен одлив на број на ученици од државата, имаме и одлив на наставен кадар. Оној кој што е се уште тука и не се предомислил, треба да го мотивираме. Точно. Како се мотивирате? Работниците, оваа тема ми е позната, бидејќи како освен што сум наставник по географија, сум и магистар по менеджмент за човечки ресурси и доста позната ми е начинот на кој што се мотивираат работниците. Работниците, за да може да се мотивираат, треба да има прво здрава работна атмосфера. Да не бидат ставени во ситуација каде што ќе бидат нарушени меѓучовечките односи, а во образование се нарушени поради распределбата на часови. Знаете, секој се бори за да добие соодветен број на часови и туку имаме една лоша поставеност и змешаност на политичките партии која што ги нарушува меѓучовечките односи, нема некои јасни критериуми и редослед како се делат часовите. После тоа имаме непочитувањето на законите и колективните договори, да не се навраќам, па имаме притисоци од родители, имаме несигурност, значи сега голем дел од колегите не се сигурни по однос на сите најави што се со промени во секторот образование, и сето тоа создава една хаотична атмосфера во која што просветните работници не можат да речат дека се комотни, стабилни, добро се осеќаат, односно има пријатна атмосфера на работното место, и тоа го предизвикува и овој процес дека многу голем дел се нафаќаат да идат на да работат во други работни места, и тоа многу често може да биде и за плата која што дури е помала. Тука ќе се надоврзам, голем дел од младите не се пријавуваат, имаат завршено факултет и се професори по одреден предмет, не се пријавуваат на конкурсите. Како да ги поттикнеме сега тие да аплицираат знаејќи ги актуелниве состојби?
Многу едноставно, значи кога младите гледаат телевизија, најпочесто интернет гледаат. Многу млади ја пратат нашата официјална страна на Facebook, на интернет на независниот синдикат за образование. Кога ќе почнеме ние да кажуваме, да фалиме, да речеме браво министре, ова сте го направиле, браво за владата, ова сте го направиле, тогаш тие ќе се охрабат, ќе видат. Сега освен што ајде да не речеме дека ние сме само критичари, ама немаме навистина што да пофалиме, немаме навистина за што да се фатиме да речеме дека ова сме го предложиле, ова е квалитетно или не сме го предложиле е подобрено, за да можат младите да гледаат па да се создадат некои понова генерација со поразлично размислување која што ќе се нафати да работи како просветни работници. Голема е бројката на просветни работници, сите имаат роднини пријатели. Ја немам сретно да некој кога го прашале некој помлад кога прашал некој повозачен што работи образование, да го праша дали да работи образование, немам сретно да му рече препорака и дојди супер е тука. Тоа е најголемиот проблем. Но велите не оставаме ништо на случајот и сега како во овој период до новата училишна година? Во која смисла мислите? Активности ќе имали најави за нови протести, како ќе ја терат агендата која што имате зацртана? Агендата што имаме зацртана многу едноставно. Значи продолжуваме се периодот со екипирање и со формирање на нови синдикални организации и подружници, паралелно на тоа организација на нови протести. Чекаме да дојде 1 септември, акумулираме сила за да организираме штрајк или прекин на воспитно-образовниот процес. Како го замислувате стартот на новата учебна година? Како го посакувате стартот на новата учебна година? Стартот на новата учебна година го посакувам дека министерот за образование и наука, владата ќе излезе, ќе се фали и треба да се фали ако го не ни пречи тоа ако се фали, дека да рече конечно после 10-15 години колективните договори ќе почнат да се почитуваат, најниската плата ќе биде минималната. Платата ќе исплаќаме во законски предвидениот рок. Овие екзибиции што ги имавме со спојување на наставни предмети, свативме дека се непотребни. Ако сме земале некои грантови за овие работи, нема да ги користиме, ќе ги вратиме. Значи така го замислувам. Свесен сум дека сум оптимист, но со здружени просветните работници, со истреност можеме да го направиме тоа и да им даеме мотив па и на политичарите нека се фалат. Оваа тема останува отворена, секако ја следиме и ќе дискутираме за истата. Имаме па и непријатен крај на ова образовна училишна година, но се надеваме на убави промени, се надеваме на нови убави вести во периодот кој што следува. Благодарам за гостувањето. Секој време.